Синоќа во лапидариумот при музеј Прилеп беше отворена изложба на фотографии "Златниот антички наод". Фотографии направени од археолошки пронајдоци во неготинското село Требнинг во август 2008 година. Ова богатство е сопственост на музејот од Неготино и моментално се наоѓа во музејот во Скопје. Станува збор за 22-каратно злато од 3 век пред нашата ера. Изложбата ја отвори директорката на Завод и музеј Прилеп Мимоза Христоска, која се заблагодари на музејот од Неготина за можноста и прилепчани да ја видат оваа изложба. Голема чест и задоволство ми е што имавме ваква прилика и соработка со музејот на Неготино, која што за прв пат ја оствари нашиот колега Владимир, заедно со Драгица, од музејот на Неготино, што имавме соработка да ни ја донесе изложбата овде, да го видиме нашето културно богатство, кое што е неприкосновено. Може би не сме виделе злато да го доприме во рацете толку кила, ама можеме да го видиме преку фотографијата која што ни е презентирана денес овде. Презентер на изложбата беше Драгица Чагоровска, кустос советник од музејот во Неготино, која покрај значењето на ова културно наследство раскажа и како во антиката се пронаоѓало и обработувало златото. Значи 4-3 век пред наша ера, малку и порано имало руднина оѓалишта. Еве да речеме насекаде во светот, меѓутоа во овој регион на Република Македонија и во Грција имало руднина оѓалишта каде што се стационирале цели населби околу на оѓалиштата, па и со цели фамилии, каде што експлоатацијата на тие фамилии била исцрпувачка. Значи, постарите мажи оделе во рудниците, ги ископувале рудите, ги делене на мали парчиња, малите деца ги изнесувале од рудниците, жените и постарите луѓе, старците ги носеле на понатамошна обработка. Веќе во античкиот период, односно од 7 па и до 2 век пред наша ера, обработката на златото доживува еден процут, еден подем, каде што златарите наоѓаат и знаат едни многу убави техники на преработка на златото, како што се гранулација, филигран. За прв пат во времето на Филип II, златните монети се користат како платежно средство, пред се на војската. За една 5-месечна сезона, 13 војници, преведено во денешна валута, чинеле околу 780.000 евра.